إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bi'idhnillahi ta'ala, che продолжиме со 40 хадиси од Хафиз ан-Навави рахимуллах, а веќе сме кај 17-тиот хадис, во кој авторот вели Хафиз ан-Навави рахимуллах, عن أبي يالا شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. Во овој хадис, кој е заверен во Сахих Муслим, посланикот салаллаху алейхи ва саллам ни препорачува неколку работи. А тоа е дека на почеток вели посланикот салаллаху алейхи ва саллам, навистина Allah subhanahu wa ta'ala напишал, односно наредил и им легитимирал на своите робови доброчинството во секоја една работа. Значи да бидат доброчителни и со доброчинство да работат во секоја една работа. Затоа е вели пекамберот салаллаху алейхи ва саллам: فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Кога тепате нешто, односно кога убивате нешто од животните, например, направите го тоа на најдобар начин. Вели Шейх Утајмин рахимуллах во објаснувањето на овој дел од овој хадис, например, убиваш една змија, или убиваш еден смок, или убиваш еден волк, или нешто што те напаѓат од животните, што имаш, значи, страв. Кога ќе го направиш тоа, направите го, значи, на најдобар начин и на најлесен начин за тоа животно. Значи, не животното да се гњави многу, да се мачи, туку иако тоа штетно е, но ти кога ќе го отстраниш него, значи на најдобар начин. И затоа, значи, кога ќе видиме вакви, значи, поуки од посланикот салаллаху алейхи ва саллам, значи, затоа и може да се виделе вие по ресторанти имат како обесени греалици. Значи горе и за тие за мувите. За мувите, значи, електрично да ги гори мувите. Шейх Ибн Баз рахимахуллах, кога е прашан за оваа работа дали е дозволена, Шейх Ибн Баз рахимахуллах вели дека оваа е работа забранета. Зашто забрането е да ја гориш таа мува со огон. И исто на вакви, значи, на вакви текстови се базираат алимите. Значи, иако е животно, значи, најдобро е и се препорачува, значи, на најдобар начин со доброчинство, значи, да го отстраниш. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. И кога ќе колите курбан или колите, значи, друго животно за месо, значи надворот од бајрам, значи за други потреби што има човекот, или за трговија да прави со тоа месо, тогаш исто така и тоа колењето на тоа животно нека биде на најдобар начин, со доброчинство. Затоа што وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. И затоа, значи, вели пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, значи, кога сакате да колите, значи животно за курбан или за други потреби за месо, тогаш
нека го наточит ножот секој еден од вас на најдобар начин. За така што исто и на најдобар и на најбрз начин да го заколи тоа животно. Значи да не тарга тоа животно многу мака или некој да се изиграват, пример, нема никакво искуство во оваа насока и си пробуват. Значи ова е недозволено и е во спротивно со овај совет од нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам. Туку иако е тоа животно, значи треба на најдобар начин значи да биде заколено и така што исто дел од тоа спремување да биде ножот, како што вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам, вал юхидда ахадукум шафрата. Значи нека го наточи секој еден од вас ножот многу добро. Значи ножот да не биде топав и ти тука значи си се играш и го мачиш тоа животно, го гињавиш, туку да биде на најдобар начин. Потоа велит Шейх Утемин рахимахуллах во објаснувањето на овај хадис дека значи доброчинството е легитимирано во нашата вера во секоја една работа. Па дури и кај животните. Значи па дури и кај животните, значи и оние животни што може би ти да помислиш дека тие може тебе да ти наштетат, но нивното отстранување ќе биде значи на најлесен начин. Значи не да се изиграваш, да се викаш, например, како што се случува некогаш, викаат и деца мали тука да гледаат и да се удираат еден од таму, еден од ваму, значи да се биде како видна забава на тоа мало или на таа населба и што ти знам јас, на таа улица. Не, значи се прави тоа значи со доброчинство и се отстрануваат на наједноставен и најлесен начин. Шейх Утемин рахимуллах вели потоа дека од придонесите кои содржуваат овој хадис се милоста Аллахова спрема неговите робови. Милоста Аллахова спрема неговите робови, така што значи им го легитимираше значи доброчинството во секоја една работа. Исто од придонесите на овој хадис е дека овој хадис содржуваат мотивација за човекот за да биде доброчителен во секоја една работа. Значи во секоја една работа да биде значи добро чителен. Исто вели Шейх Утемин рахимахуллах од придонесите на овој хадис е добриот начин како ги учеше и ги воспитуваше пекамберот салаллаху алейхи ва селам неговите асхаби. Како тука што е со примери. Значи го спомна на почеток дека Аллах субханаху ва таала го легитимирал доброчинството и потоа им направи примери. Зошто со примери многу побарго и поедноставно значи работите се разбираат и потоа исто значи се ставаат во пракса. Исто вели Шейх Утемин рахимуллах од придонесите на овој хадис дека е задолжност содржува значи хадисот задолжност да биде ножот со кој сакаш да колиш да биде добро наточен. Значи тоа е задолжност, не е само значи така препорачано, туку тоа е задолжност значи да биде ножот значи на најдобар начин значи спреман да тоа животно и кога ќе го заколиш, дали е тоа курбан или имаш потреба за месо, значи да немат големи маки да тргат и да биде значи на најлесен начин спроведено. Потоа спомнуваат Ибн Абдул Хади рахимахуллах следниот хадис, а тоа е хадисот 18 поред,
je od Abu Dhar radijallahu an, wa Abu Abdurrahman Mu'ath ibn Jabal radijallahu an, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. V ovoj hadith koji dvajica od sahaba, Abu Dhar i Mu'ath ibn Jabal radijallahu anhuma go prenesuvat ovaj hadis od poslanika sallallahu alaihi wasallam da veli slednoto. Ittaqillaha haythuma kunt. Plaši se od Allah kada i da bideš. Plaši se od Allah kada i da bideš. Znači, da li si ti doma, da li si ti na ulica, da li si ti na pazar, da li si ti na rabota, da li si ti na patuvanje, da li si ti vo namaz, vo ibadet i slično, plaši se od Allah kada i da bideš. Da li si ti sam ili imaš so tebe luge, da li imat 1 ili 50, plaši se od Allah kada i da bideš. Plaši se od Allah kada i da bideš. I neka sledit, koga ke napraviš greška, veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, neka sledi na tvojata greška jedno dobro delo. Se dobrото дело briši taja greška. Znači, dobrото дело после грешката briši taja greška. I na kraj, veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Znači, odnesuvaj se so lugето со најдобар морал и карактер. Значи, однесувај се со луѓето со најдобар, најсовршен морал и карактер. Хадисот е заверен, значи се пренесуваат од имам ет-Тирмизи рахимахуллах. Вели шех Утемин рахимахуллах. Говорот од пегамберот салаллаху алейхи ва селем, иттақиллах, плаши се од Аллах. Значи, што значи иттақиллах тука? Значи, земи препрека. Земи препрека, односно заштита меѓу тебе и казната Аллахова. Како се зема таа препрека и заштита? Се земат со извршување на наредбите, и оставање на забранетите работи. Значи, тоа не е заштита да облечиш некоја нешто ти што мислиш дека тоа ќе те заштити тебе од Аллаховата казна. Некој се облека или што ти знам јас. Не. Значи, се заштитуваш, се чуваш од Аллаховата казна, кога ти ги правиш, ги спроведуваш наредбите и се чуваш и се држиш далеку од оние работи кои се забранети. Хајтума кунт, значи каде да бидеш. Како што спомнавме, значи, претходно примерите. وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَ تَمْحُهَا. И нека следи, значи, после твоето лошо дело, едно добро. Се тоа доброто го бриши, значи, го бришита лошото дело. Односно, го бриши гревото. Исто, вели пегамберот салаллаху алейхи ва саллам, ва халиқин нас би хулуқин хасан. Значи, однесувај се спрема луѓето со добар карактер. Вели шех Утемин рахимуллах, што значи, односно, што се подразбират под добар карактер? Зашто може би секој човек си мисли за себе си дека имат добар карактер, дека имат добар морал. Но добриот морал се мерит на следните 4 работи. Вели шех Утемин рахимуллах, добриот морал е кафул ада минка линнас. Прва работа кој содржува добар морал, да ти, лично ти, да не им наштетуваш на луѓето. Значи, од добриот морал, од пофалениот морал, да ти на луѓето да не им наштетуваш. Ни мали штети, ни големи штети. Значи, не значи само ти да ни наштетуваш големи работи, туку и мали работи, значи,
да не им наштетуваш. Значи прва работа од добриот морал е да ти го стопираш од твоја страна, значи правењето на лоши и на штетни работи спрема другите. Безлун нида, втора работа од добриот морал, кој се подразбира, да ти да ги поддржуваш и да ги помагаш оние кои имаат потреба за помош. Тоа од добриот морал е. Не од добриот морал ти да му го свртиш грбот и да речиш мене не ме интересират, мене не ме засегат, или елхамдулила што јас нема таа мака. Да, имат луѓе таке. Имат луѓе, значи, таке мислат. Значи, ки ти овртит грбот и си мисли, значи, елхамдулила што мене не ми е ова работа достигната, односно не сум искушан со неја и, значи, не се трудит, ни па, значи, од најмалото што може да го направи во таа ситуација, да каже добри зборови, ако не може да помогне. Не. Значи, од добриот морал е, значи, да помогнеш, да ги поддржиш оние кои имаат потреба. Значи, овие работи кои ни ги учи нас исламот. Не се работи кои ти си ги научил во твојата улица, во твоето село, во твојата, што ти знам ја, примитивни работи, ниски работи, неморални работи. Значи, треба човекот да се чисти сами од себе си, да се очисти од тие негативни, примитивни својства кои ги имат. И треба да се, значи, да се градит себе си со исламски морали, кои се пофалени во исламот. Ова беше втора точка. Третата точка, вели Шейх Усаймин рахимуллах, добриот морал, сабрул еда. Да имаш трпение кога тебе ти се прави штета. Значи, од добриот морал да се барат од тебе, ти никому да не му правиш штета, а тебе кога ќе ти се направи штета, да имаш трпение и сабр да правиш. Значи, од добриот морал не е ти кога ќе ти се прави тебе штета и лошо и зло, за ти да го вратиш тоа лошо дупло или исто со лошо. Не, од добриот морал е да поднесиш ти. И многу луѓе мислат, ако некој им направи некоја неправда, некој зло, ако не му го вратат и не му со зло, мислат дека тоа е слабост кај нив. И тој другиот, што е измамник од почеток, мисли дека јас го измамив овега и овај не се сети дека јас го измамив. А во вистина тој сабрул еда, тој прави сабар. Тој не се мери со него што е пред него или што заминал можеби, со неговите ниски карактери. Тој се мери со карактери кои ги имале пекамберите и асхабите и алимите на овај уммет. Сабрул еда. Четврта и последна работа од добриот морал, ел-ваџху талак. Да имаш насмевнато лице. Да имаш, значи, да покажеш, значи, добрина, да покажеш, значи, односно веселба. Значи, тоа исто е од добриот морал кој се бара, значи, од човекот. Значи, овие се 4 работи кои ги спомнува Шейх Усаймин рахимахуллах значи, под разбирањето на добриот морал. Потоа, вели Шейх Усаймин рахимахуллах, што се подразбират во врска со добриот морал, има дел од тој морал, човекот му е дадено така природно. Имат луѓе, значи тој не учел тие морали, тие етики и тие воспитувања, така му е дадено дарба, да има добар карактер. Има други луѓе, значи, треба тој добриот морал да си го присвојат. Значи, со себе си да работат, значи, да работат со себе си, да се трудат и да го присвојат тој морал. Значи, има потреба да работит. Со себе си, значи, да прави, значи, борба, за да достигне, значи, добри и високи морали. Ако му е даден, му се заблагодарува на Аллах субхана ва таала и го чуват. А ако гледат во некои работи, имат мани, имат слабости,
тогаш не треба тој така да живи со нив, со годиња. И тоа е за жал, што можеби имат луѓе се со годиња упатени, но имаат многу слабости и многу дефеци. Што треба тие, значи, да присвојат, да работат со себе си, да се трудат и да присвојат, значи, добри морали, а тие лошите да ги отстранат. Значи, не значи ти имаш лош карактер, може би си во таја средина, каде си израснат, или што ти знам јас, поради тие некои причини, тогаш така си остануваш цел живот. Не. Ти треба, значи, да се менаваш, да работиш со себе си. Да работиш, значи, со себе си. Да се трудиш, значи, максимално. Во врска со иттақиллаха хајсума кунт. Значи, плаши се од Аллах каде и да бидиш. Плаши се од Аллах каде и да бидиш. Ова е степено, значи, на да чувствуваш надзорството Аллахово спрема тебе. Дека Аллах субхана ва таала те гледат тебе, те слушат и знаат што имаш во твоите гради, во твоето срце, што криеш, иако на луѓето можеби не и го кажуваш. И ова е највисокиот степен во нашата вера. Мертебатул ихсан. Значи, во хадисот, вториот хадис во оваа книга кој учевме, кога дојде Џибрил алейхиссалату сам го прашуваше пекамберот салаллаху алейхи васелам што е исламот, што е иманот, што е ихсанот. Ихсан што е? Да го обожаваш Аллах како да го гледаш. Тоа е највисоката степен. А потоа, ако ти не си на оваа степен, тогаш знај дека тој тебе те гледат. Значи обожавај го со она чувство дека тој тебе Аллах субхана ва таала те гледат. Значи иттақилла хајсума кунт. Значи плаши се од Аллах субхана ва таала каде да бидеш, со кого да бидеш. Знај дека Аллах субхана ва таала те гледат тебе, те слушат. И знај она што го криеш во твоите гради. Затоа Ибн Самак рахимахуллах кажуваат дека братот мој Давуд ми даде еден совет. А тој совет беше следниот. Ми рече: пази се, биди внимателен, да не те види тебе Аллах онаму каде ти го забранил таја работа. Значи, да не те види Аллах Таала тебе во некоја работа во која ти ја забранил. Значи, овие беше совет. Овие е совет, значи, од брат до брат, што му го сакат доброто. Значи, нека не те види тебе Аллах онаму каде ти ја забранил таја работа. Значи, да не те видите по лоши работи, да не те видите во лошо друштво, да не те видите по лоши патишта. Пази се. И да исто така не биди одсутен, значи види кој совет му дават. Не биди одсутен во оние работи кои ти ги наредил тебе Аллах субхана ва таала. Туку да се најдеш себе си тука. Туку да се најдеш себе си тука. И потоа велит исто, продолжува со неговиот совет, му велит: страми се од Аллаховата близина спрема тебе. Страми се, да се страмиш. Страмот е еден од гранките на иманот. Страм, да имаш срам, е гранка од иманот, од верувањето. Страми се од Аллаховата близина. Значи ти сакаш да направиш греф, сакаш да направиш неправда, сакаш да го наклеветиш некого, сакаш да украдиш. Страми се од Аллаховата близина. Страми се од Аллаховата близина, тој те слуша. Тој знај, тој те гледа тебе. Страми се. И исто, знај, значи, плаши се од Аллаховата моќ спрема тебе. Зашто може да те уништи во тие ситуации кои се најдуваш.
Значи, може би ти си во лоши ситуации. Може би во ситуација која си, значи, со алкохол, во ситуација која крадиш, која лажиш, може би да ти се земи душата тогаш. И како ќе биде со тебе, кога ти ќе излезеш на судниот ден пред Аллах субханаху ва таала во такво стање, во таква состојба. Затоа, значи, страми се и плаши се исто од Аллаховата моќ. Исто дојде еден човек кај Ебу Језид ел-Бастами. Ебу Језид ел-Бастами дојде еден човек и му рече: дај ми совет, значи барам од тебе совет, да ме советуваш. Тогаш му рече Ебу Језид рахимахуллах, му рече: испули се код небото. Значи крени го твојот поглед код небото. Тогаш се испули тој човек, се испули код небото и му рече Ебу Језид му рече тогаш: знаеш ли кој го создал тоа небо? Тој човек одговори: Аллах. Тогаш му рече: тој што го создал тоа небо, тој те гледа тебе во секоја еден миг. Така што биди предупреден. Значи, тој што го создал тоа небо, што те покрива тебе во вистина, тоа небо, знајте дека тој тебе те гледа во секој еден миг и биди предупреден. Биди предупреден. Затоа исто беше прашан Абдулла ибн Фатик. Абдулла ибн Фатик беше прашан за надзорството. Значи да се плаши човекот, да чувствува дека Аллах субханаху ва таала него го гледат и го слушат и знаат што има тој во неговата внатрешност. Тогаш тој му рече во врска за ел-мурақаба, арапски се вика тоа ел-мурақаба, надзорството Аллахово. Ел-мурақаба му рече: кога сакаш некоја работа да правиш, кога сакаш некое дело да го правиш, тогаш знај дека Аллах тебе те гледат. Значи ти пази се во твоето дело. Дали сакаш ти со твоето дело Аллаховото задоволство да го придобиеш или сакаш нешто од дуњалок, од интерес. Значи ако сакаш нешто да правиш, знај дека Аллах субханаху ва таала те гледа. И ако сакаш нешто да кажеш, продолжуват. Ако сакаш нешто да кажеш, да изречиш, да изговориш, тогаш знај дека Аллах тебе те слуша. И кога молчиш, продолжува сега. И кога молчиш, значи кога мируваш, знај дека Аллах субханаху ва таала знае што имаш ти во твојата внатрешност. Значи муслиманот ако во ваква ситуација живеат, односно муслиманите, значи ќе беа во прекрасна состојба. Во прекрасна состојба ќе живеа. И тогаш не ќе немаше потреба ни за камери, ни за аларми, ни за не знам што ти знам јас. Зошто? Ќе се плашеа од Аллах субханаху ва таала. Не од луѓето. Затоа Мухаммед ибн Али ет-Тирмизи, овие не е Ебу Иса ет-Тирмизи, туку Мухаммед ибн Али ет-Тирмизи. Тирмизи е тоа место. Значи град. Значи имат од тој град значи излегле неколку алими. Не е само Ебу Иса ет-Тирмизи. Туку е како овие исто Мухаммед ибн Али ет-Тирмизи и други исто значи. Мухаммед ибн Али ет-Тирмизи рахимуллах вели: нека биде твоето чувство за надзорство спрема оној на чие не му избегнуваат ништо. Значи ништо не му избегнува на Аллах субханаху ва таала. Значи не можеш, ти некогаш можеш на дуњалочките камери да се манипулираат камерите, да се расипит камерата, да му се стави на камера нешто напред и така натаму, ама кај Аллах субханаху ва таала тоа го немат. Значи нека биде твоето чувство за надзорство. Се човекот како е ти, како е сега, замисли се ти себе си сега.
се најдуваш во едно место, дали е тоа затворено или на отворено место. И знаеш, тука има клано на секој чош камера и на секоја камера се застанати по 10-20 луѓе гледаат што правиш ти. Како ќе правиш ти? Што ќе правиш? А? Дури ќе пазиш, значи како ги мрдаш очите твои. Значи ти знаеш, значи сега јас овде во затворено или на отворен простор и од сите страни имаат камери ставено. Ти не ги гледаш луѓево, ама тие те гледаат тебе со камерите. Како е твоето чувство кога ќе знаеш дека тие те гледаат тебе? Дали ќе се осудиш да правиш некоја грешка? Да. А како е тогаш со Аллах субханаху ва таала? Значи колку слабост имаме? Значи кога се работи, кога знаеме ние дека луѓе не гледаат, сме пазливи. А како е со Аллах кој не гледа нон-стоп? Нон-стоп. Нон-стоп. Но затоа, како што велит Ибнул Џаузи рахимуллах што велит, срцата на незнајковците, тие чувствуваат далечност од Аллах субханаху ва таала. Срцата на незнајковците, поради што имат нив толку незнаење опфатено, тие чувствуваат далечност од Аллах субханаху ва таала. И поради што тоа што чувствуваат тие далечност, прават и грешки и гревови. Значи да чувствуваат тие Аллаховата близина, да чувствуваат тие Аллаховото знаење дека тој ги гледат и ги слушат, нема да прават гревови, нема да прават пречекорување на Аллаховите граници. Но поради тоа што тие не го чувствуваат тоа, паѓаат во грешки и во гревови и во пречекорување, значи во пречекорување на границите. Затоа, значи, исто, таа случка која се пренесува во времето на Омар ибн Хаттаб ради Аллаху ан, кога беше Омар ради Аллаху ан халифа, една жена продаваше млеко, односно јогурт. Еден ден, во текот на денот или на ноќта, мајка и нејзина им рече на нејзиното девојче, измешај го тоа млеко со вода, за да продадиме повеќе, да земиме повеќе пари. Тогаш, таа му рече, зашто халифа, владарот, Омар, не гледат нас сега. Значи, само ние две сме, Омар не гледат, не знае ние што ќе правиме. Зашто Омар ги имаше ова забрането, зашто ова е неправда, измама во купопродажбата, и тогаш тоа девојче, кој беше воспитано со чисто верување во Аллах субханаху ва таала и кој знаеше Аллаховата моќ, тогаш рече, но каде е Господ од Омера? Значи, каде е Аллах? Остави го ти Омера, ние можеби Омера ќе го измамиме. Нема никогаш да дознаат Омер што сме направиле ние со млекото, но што ќе правиме со Аллах субханаху ва таала на судниот ден. Значи, ова е, значи, луѓето кога ќе бидат со вакви воспитувања, значи, воспитани. Исто Ибн Раджаб ал-Хамбали рахимахуллах кажуваат дека еден човек му појде на една жена во едно поле. Значи, жената си работеше нејзините потреби во полето и тој човек му појде нејзи и, значи, е предизвикуваше. И му рече нејзи, му рече на таа жена, нас никој не гледат овде, значи е ноќ и темница, и луѓето се далеку, значи куќите и така натаму, освен овие
звезди што се над нас. Значи нема друго ништо освен звездиве. Тогаш таа жена му рече нему, а каде е створителот од тие звезди? А каде е створителот од тие звезди? Значи гледате, иттақилла хајсу ма кунт, плаши се од Аллах каде да бидеш, во поле, на пазар, на улица, на патување. Значи ако тој човек, тој муслиман или таа муслиманка е воспитан со вистинско верување во Аллах субханаху ва таала, тогаш идат вакви плодови. Но ако не се воспитани, ти колку сакаш контролирај телефонот, колку сакаш контролирај контата или што ти знам јас, ако сака да те измамит, ќе те измамит. Затоа значи треба, ако сакаш да не добиеш тие горки плодови, тогаш треба твоето дете уште од малечко да го воспиташ со ова чисто верување. Иначе ќе бидеш ти жртва. И фамилијата твоја и сите да ги воспиташ со ова воспитување. И затоа Јусуф алейхи салату вассалам, кога таа жена него го предизвика исто, во нејзината куќа, жена која беше богата, жена значи која беше убава, но сето тоа, богобојазливоста Јусуфова, алейхи салату вассалам, спрема Аллах таала, беше поогромна од тоа што му бараше неговиот нефс. И затоа, значи, Јусуф алейхи салату вассалам се зачува и се отстрани и избега од тоа место кое можеше да биде за него, значи, искушение. И се одлучи дури да биде во затвор паднат, во затвор да биде, ама не да паднат во такви ниски дела. Велит исто Ел-Касими дека во врска со надзорството да го чувствува, значи дека Аллах субханаху да те гледа, те слуша, да знаат за тебе сите твои ситуации, имат две точки, односно два погледа кои треба да ги пази. Прв поглед, кога сака тој некоја работа да изврши, треба да се прашат себе си дали тој значи тоа дело го прави само и само чисто за Аллах субханаху ва таала со искреност или го прави тоа дело за неговиот нефс и следење на шејтанот. Така што ако открие тој дека неговото дело е чисто само заради Аллах субханаху ва таала, тогаш нека продолжи во извршување на неговото дело. Но ако открие тој дека тој има во неговиот ниет измешано други дуњалочки работи, тогаш нека се отстрани од тоа дело и нека не го прави. Зошто шејтанот е, значи, нон-стоп загрижен за да ти го расипи тебе твоето дело. Значи тој сака да ти го расипи ниетот и така тебе да се расипи ти со и ниетот. Значи ниетот и да се расипи тебе твоето дело. Затоа, значи, треба човекот врвно да пази. Исто, она што се пренесува во Аллаховата книга, кога Лукман, алейхи салату вассалам, го воспитуваше неговиот син. Значи му кажуваше, ја бунеј, иннаха ин теку мithqala habbatin. Значи, иако биде некоја работа, најмала работа, најситна работа, min hardalin, فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Значи, иако биде таја најситна работа, најмала работа, дали таја е на некоја планина, или на небеста, или на земјата, Аллах субханаху ва таала има да дојде со неја. Значи, и таа немој да му избегне на Аллах субханаху ва таала. Значи, најмалата работа, најситната работа, не можете да му избегне на семоćниот
Allah subhanahu wa ta'ala. Zato човекот треба овие работи да ги имата во предвид. Треба да ги има овие работи во предвид. Исто, велат имамите на селеф, кој знаат, кој имат јакин, цврсто убедување, дека Allah subhanahu wa ta'ala него го гледа, тогаш, нека ги прави и знаете со Allah subhanahu wa ta'ala за неговата ситуација, тогаш, нека го имат тоа чувство, дека Allah subhanahu wa ta'ala него го гледат и го слушат, и кога е сам, и кога е пред луѓе. И кога е сам, и кога е пред луѓе, и во неговата внатрешност, и во неговата надворешност, увек, се неговите дела само за Allah subhanahu wa ta'ala. Само се чисто за Allah subhanahu wa ta'ala. Потоа, спомнуват Ибн ал-Каим рахимахуллах, во врска со хадисов кои ги имаме сега, иттақилла хајсу ма кунт, плаши се од Аллах каде да бидеш и однесувај се со луѓето со добар карактер, велит Ибн Каим рахимахуллах, со овие два зборови, со првиот збор иттақилла, плаши се од Аллах, со оваа работа, ако човекот вистински се плаши од Аллах субхана ва таала, се подобрува неговата врска со неговиот Господар. И така тоа станува причина за тој да ја придобие Аллаховата љубов. Да биде причина за да ја придобие тој Аллаховата љубов. А со добриот карактер ги подобрува човекот неговите врски со луѓето. Со богобојазливоста, со плашењето од Аллах, ги подобруваш врската со Аллах. Со втората работа, со добриот однос и карактер и морал, ги подобруваш твоите врски со луѓето. И кога ги подобруваш твоите врски со луѓето и имаш добар однос према нив, тоа ќе биде причина за тие тебе те сакаат да те лубат. Со два зборови ти се подобрува тебе твојот дуњалог и ахирет. Затоа, ова му беше дадено на пекамбарот салаллаху алейхи ва селам, елокуенција. Елокуенција што значи малу зборови, но со многу значења, кои се држуваат огромни значајности. Исто во врска со добриот карактер, велит пекамбарот салаллаху алейхи ва селам, дека верникот достигнуваат степени кај Аллах субхана ва таала со добриот карактер, како оној човек кој многу постит и многу ночен намаз прави. Постот е еден од најдобрите ибадети. И ночниот намаз исто така. Но човекот со добар карактер достигнува такви степени, само со добар карактер, и затоа велит Аллах субхана ва таала во врска со пекамбарот салаллаху алейхи ва селам, ва иннека ла'ала хулуқин азим. Навистина ти Мухаммед имаш врвен карактер. Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, нашиот пекамбар, имат врвен карактер. И затоа велите со пекамбарот салаллаху алейхи ва селам, иннама бу'исту ли утеммима макарим ал-ахлaq. Јас сум испратен, како пекамбар, за да ги потполнам, за да ги соваршам добрите карактери. И затоа исто велит Енес ради Аллаху ан, велит, јас му служев на пекамбарот салаллаху алейхи ва селам во Медина 10 цели години. Никогаш не го видов да се однесе со мен или со некого од фамилијата негова со лош карактер. Овие се, брат, 10 години, овие не се 10 сати или 10 дена. Ке се чуваш 10 дена некако, ма ке се придржуваш. 10 години, брат.
И Енес ради Аллаху ан во тие 10 години никогаш не забележа кај пекамберот салаллаху алейхи ва селем да се однесе со некого општо со лош карактер. Туку имаше врвен карактер пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Затоа Имам Малик рахимахуллах велит, имаму сунна Имам Малик рахимахуллах велит, ми е пренесето мене дека христијаните кога ги видоа асхабите од Мухаммед салаллаху алейхи ва селем во Шам, кога видоа значи карактерот нивни, значи кога видоа карактерот од сахаба, христијаните кои беа значи во Шам, кога го видоа карактерот од сахаба, рекоа овие имаат поврвен карактер од оние кои беа во придружение со Иса алейхи салату ва салам. Значи тие има нешто, значи во нивните книги кои им беа пренесено, значи колено по колено, нешто што беше останато, како биле хаваријун. Значи оние кои го следеа, значи и го поддржува Иса алейхи салату ва салам. Но тие христијани кога видоа асхабите од Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, рекоа валлахи овие се подобри од оние кои беа во придружение со Иса алейхи салату ва салам. Значи карактерот. И затоа во тие места и тие држави има дојдено исламот. И е раширен исламот. Луѓето ги имаат прифатено со цело срце. Не со присилување. Зашто никој не може никого да присили што ќе верува тој во неговото срце. Но тоа што ги стопи и што ги отвори нивните гради беше вистината. А не како што велат некои што сакаат ова вера да ја напаѓаат сабјата. Не, тоа е само лага и измислување. Се колку држави биле, Америка не беше во Афганистан 20 години? Зошто не ги направи христијани афганистанците? Сахаба беа во Афганистан, ги направи, не беа муслимани тие во Афганистан. Тие во Афганистан не беа муслимани. Сахаба ги направи муслимани нив. Америка, светска сила. Значи, замислите оружјето од сахаба и оружјето од Америка. Ајде сега. Америка 20 години во Афганистан. Ги направи муслимани? Христијани? Не. Значи, што значи дека тоа што те прави тебе е убедувањето, вистината, не насилството. Пред американците кои биле во Афганистан? Русите. И направија ортодокси? Не ги направија. Останаа пак муслимани. Разбирате, значи, што е поентава? Франција во Алгерија, 20, 30, 40 години, 50 години во Алгерија. Во Индија, во Пакистан, енглеска, 50 години. Ги направија христијани? Не. Но сахаба ги направија. Со оружјето, не со оружјето. Со вистината која дојдо. Само ние не знаеме што имаме во нашите раце, ние спиеме, ние сме во тежок сон. Сме. И мислиме дека ако малце направиме некоја добра работа, дека тоа е доволно. И што велит Ибн Вахб, еден од учениците на Имам Малик. Ибн Вахбин велит: "Ма та'алламтум мин адаб Малик афдал мин илмихи." Велит Ибн Вахб, она што го научив од карактерот на Малика беше за мене подобро од неговото знање, кој го зидов јас. Значи, она што го научив од тебе, значи, од карактерот твој, беше за мене подобро од што знаењето. И затоа еден други од имамите на Селеф, дојде ке Имам Малик, сакаше книгата од Имам Малик, Ел-Муатта, да ја земи таа книга, да му ја пренесе Имам Малик хадисите. Кога му ја пренесе Имам Малик цела книга со хадисите, мислеше дека тој човек саки сјојд. Од Нејсабур беше. Нејсабур од Афганистан близина.
Оттаму беше. Имам Бухари, оттаму беше. Значи, од тој дел Афганистан, Пакистан, Туркменистан, од тој дел е Бухари. Ебу Дауд, од тој дел е. Тирмиди, оттаму е. Овие врвни имами. Но една работа треба да знаете. Овие луѓе, имам Бухари, имам Муслим, имам Ахмед и другите, имам Абдул ибн Мубарак и други, овие луѓе ги имат исламот кренато. Не тие исламот. Исламот нив ги имат кренато, не тие исламот. Исто ние велиме денеска имаме Ал-Албани, Шех Ал-Албани рахимуллах. Но исламот го крена Шех Ал-Албани рахимуллах. Не Шех Албани исламот. Значи Шех Албани е, значи, плод од, значи, од исламот. Не обратно. Исламот да е плод од Шех Албани. Разбирате? Овде се ви се разјасним малце. Кога е научи книгата Муатта Имам Малик, тогаш му рече Имам Малик, зошто не си оиш дома? Рече, јас сака од тебе да учам карактера. И остана уште една година. Само карактер да учите од Имам Малик рахимуллах. Да го следит како се однесуваат, каков карактер, како е дома, како е на улица, како е на пазар, како е во џамија, како е во предавање. Сите тие работи да го следите. Ова е. Ние ке речем денеска, ова ја загуба е за мене, ја што да се со него. Така да знаете. И на крај, велит Ибн Раджаб рахимуллах, дека со добриот карактер се подразбират оној карактер кој е пропишан во нашата вера. Значи, не карактери да носиш од запад, од север, од југ, од исток и што ти знам јас. Значи, добриот карактер е оној карактер кој е пропишан во нашата вера. И, значи, најдобар пример за муслиманите за карактер е нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Значи, вие имате навистина во Аллаховиот посланик еден одличен пример. Одличен пример. Во сите насоки во животот кој има човекот потреба. Го праша, ова ќе биде крајно бизнилла, го праша Имам Ахмед рахимуллах. Го праша Имам Ахмед рахимуллах, што значи за тебе добар карактер? Што значи за тебе добар карактер? Имам Ахмед рахимуллах рече да бидиш, да се стрпуваш во она кој ти го нанесуваат тебе луѓето. Значи, што спомна Шех Утемин рахимуллах тие точките почетно, Имам Ахмед рахимуллах тука едната спомнуваат. Значи, добар карактер подразбират Имам Ахмед рахимуллах, делот тој, значи да поднесиш, да се истрпиш во оние работи кои тебе луѓето ти ги нанесуваат зло, зборови и така натаму. Така што сме на крај на вечерашниот дерс и биднилахи таала идната недела ќе продолжиме со другите хадиси. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.